Благодарам подпредседателе. Како заменик координаторка на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата се договоривме како доктор на стоматологија и член на Собраниската комисија за здравство, јас да земам збор во име на целата пратеничка група, како би ја образложила нашата поддршка за денес предложениот кандидат од страна на премиерот на владата господин Христијан Мицкоски, доктор Азир Алију да биде предложен веќе за нов министер за здравство. Честа е моја, не само што ја добив задачата да ја образложам нашата поддршка, туку еве и ако следевте првите тројца говорници кои што се пријавија за оваа дискусија, тројцата бевме од Гостивар и добро е како локал патриоти гостиварчани секако да кажеме збор два за нашиот сограѓанин. Азир Алију го знам, му ги познавам корените, го знам семејството од Гостивар, почитувано, авторитетно, му ги познавам браќата, снаите, внуците и навистина кога знаете некој човек од каде потекнува, секако дека на тој начин и го стекнувате својот впечат, ток или ги зголемувате очекувањата од овој, би рекла, еден огромен предизвик кој што стои пред господинот Азир Алију, а тоа е нели како доктор по информатички науки, еве, од денес или би рекла од утре да го превземе кормилото на едно од, би рекла, најдинамичните, можеби и најпроблематичните ресори во нашата влада, а тоа е секако ресорот здравство. Од лично искуство би кажала дека ресорот здравство можеби најмногу периодов наназад од осамостојувањето на Република Македонија, најмногу страдал од честите промени на министрите кои што го раководеле овој ресор, некои се повторувале, некои оставиле добра трага, некои немале време доволно да се покажат и затоа велам огромен е предизвикот кој што го прифаќа господинот Азир Алију, но на една страна познавајќи го како личност и неговото потекло од едно реномирано гостиварско семејство, а од друга страна гледајќи го неговото богато CV, сметам дека има шанси добро да се снајде во менаџирањето, иако наназад анализирајќи имавме доста експерти од здравствената област кои што имале можност да го водат овој ресор здравство, но секогаш не се покажало дека биле компатибилни здравственото образование или здравствената стручност со менаџирањето со ресорот здравство и затоа апсолутно немам никаква сомнеш, односно можноста што премиерот му ја дава на господинот Азир Алију како доктор по информатички науки да го води овој ресор, сметам дека добро би се нашол, како некоја од мои лични препораки, кои што би можела да му ги кажам, дека менаџирањето со здравството е најмногу успехот, мислам дека лежи во изборот на тимот околу него. Се надевам дека господинот Азир Алију како министер за здравство ќе успее да воспостави контакт со сите искусни клиничари, специјалисти од секундарно здравство, специјалисти по социјална медицина и матични лекари, гинеколози и стоматолози од примарното здравство, како би можел да направи еден увид во целосната проблематика на овој ресор и на тој начин, составувајќи еден квалитетен и експертски тим, сметам дека неговите менаџерски способности, кои што веќе ги имаме во неговото CV, ќе бидат добра комбинација која што на дело ќе покаже едно конечно квалитетно здравство, квалитетни здравствени услуги за сите граѓани во Македонија. Во CV-то на господинот Азир Алију можев да забележам дека би можела слободно да го наречам и интернационален експерт од областа од која што доаѓа. Има дипломирано на електротехничкиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи, односно на природно-математичкиот, додека магистратурата и докторатот му се од електротехничкиот факултет. Има повеќе од 20 години работно искуство во приватен, но и во академски сектор, што секако тука може да се согледаат неговите менаџерски искуства и секако оној дел кој што за него е, мислам, доста добро да се нагласи, а тоа е дека има бројни реализирани проекти од областа на дигиталната трансформација, вештачката интелигенција, машинското учење и развој на стартап екосистеми. Би сакала да му посакам многу успех, многу работа, многу трпение,
да оствари многу контакти, како на терен, како со посета на здравствените установи низ држава, но исто така и со сослушување како на пациентите, така и на здравствените работници. Шансата му е дадена, треба да ја оправда. Се надевам дека ќе добие поддршка не само од владеачкото мнозинство, туку и од добар дел од опозицијата. Не можам да не искоментирам, односно да го искористам ова преостанато време и да го искоментирам отсуството на еден бивш министер за здравство, од кој што очекував прв да биде пријавен, ако ништо друго да му даде совети на идниот министер за здравство како треба или можеби како не треба да раководи со овој сектор, но за жал неговото отсуство денес во оваа сала и непријавувањето за збор сметам дека доволно зборуваат колку Венко Филипче го руинира здравството и денес нема храброст, ако ништо друго, барем да му упати една честитка на еден следен министер за здравство, но можеби од друга страна можеби да го разберам тоа отсуство или присуство на срам или отсуство на храброст тука пред сите нас, пред очите на македонската јавност, да каже збор два за она што тој го направи, за да стигнеме до едно вака девастирано здравство, и затоа велам му посакувам многу успех. Голем е предизвикот за господинот Азир Алију, но сметам дека со екипата која што би ја составил околу него и со помошта секако од целата влада и од премиерот Христијан Мицкоски, сметам дека добро ќе се снајде. Му посакувам успех и се надевам дека конечно ќе испливаме од најдлабокото дно во кое што здравството е западнато години наназад, не велам само изминатите 7, но особено последните 7 го доживеавме крахот, кога еден врвен здравствен експерт од областа на здравството го злоупотреби менаџирањето со здравството за договарање на тендери, за профитирање од набавка на вакцини, поради што нели се доцнеше набавката на вакцини оној период на ковид пандемијата, кога Македонија броеше жртви, можеби негде на врвот на Европа бевме по смртност, но ете, неговото отсуство доволно зборува. Со интерес чекам да слушнам што ќе кажат останатите пријавени за збор, особено од страната на опозицијата, бидејќи да не го објавувам тука пред јавноста, иако го има во собраниските архиви, исходот од гласањето кога господинот Азир Алију беше предлог на Димитар Ковачевски за министер за информатичко општество и администрација, и очекувам затоа, велам, поддршка, бидејќи до вчера беше со партијец, со едни колеги кои што се сега на другата страна, но за жал од нивна страна повеќе слушнав некои штабски говори или партиски обраќања, отколку оно што навистина се очекуваше, да се зборува за еден долгогодишен соработник, за еден факултетски цимери биле и така натаму, но слушнавме само некои си голи оправдувања и партиски препукувања, кои што најмалку треба да се слушнат од оваа говорница. Да завршам, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата го поддржува овој предлог на господинот Христијан Мицкоски, а тоа е доктор Азир Алију да биде новиот министер за здравство. Му посакува многу успех, среќа, но најмногу од се многу работа. Ви благодарам. Благодарам. Следен пријавен за збор е колегата пратеник Скендер